Македонија, него и во соседните подрачја во Бугарија и во Србија денес имаме во некој период од 10 до кај 14 век голем култ кон испоснички живот меѓу луѓето кои што се определуваат за религија, нели? И на тој начин имаме светци како што се познативе манастири кои што и кај нас ги имаме, Свети Јоаким Остолговски, Свети Гаврил Лесновски, Рилскиот манастир е на ист начин изграден и Прохор Пчински, нели, кој што го изградил точно човекот што живеел тука. Значи како излегуваат едни луѓе може да се приближувате и тие што ја видовте пештерата може да направите место за другите. Пештерата е многу малечка и влезот е многу малечок, кој сака може да влезе. Само внимавајте да не оштитите нешто, пошто сепак е старо и свето место. Значи во оваа пештеричка тука, Прохор Пчински помина 30 години својот живот. Сева, кој се изградил монастирот познаено, како Прохор Пчински, се сека понатамната историја на монастирот. Пещерата на Прохор Пчински. 12 цитар 2017 господово лето. Тука изпоснички живеел 30 години. Това е моята чудесна, прекрасна Македонија. Односно бил донатор за оваа црква, која гледаме овде. Крепко според тоа бил во лов во овие подрачја и уловил една срна, меѓутоа не ја убил, само ја ранил. Во тој момент го сретнал Прохор Пчински, кој се движал во околина на својата пещера и побарал од него да му ја даде срната да ја лекува, претскажувајќи му дека ќе биде голем човек, нели, дека ќе стане крал и така натаму. Тоа се случило пред да биде крал, нели? И он му ја оставил срната и му рекол дека не се исполни ветувањето, што не ги исполни све. Меѓутоа, бидејќи ветувањето се исполнило, подоцна во знак на благодарност на човекот што му ја претскажал иднината, го изградил овој манастир и внатре го гледаме како кипар на лаката.